Почитувани медиуми, добар ден на уште една редовна пресконференција во Стопанската комора на Македонија. Темата на денешната пресконференција – моменталните движења во градежништвото и проекциите за 2018 година. За таа цел на пресконференцијата ќе говори господин Андреа Серафимовски, председател на Сдруженијето на градежништвото, индустријата и градежните материјали и неметали при Стопанската комора на Македонија, кој како председател на Сдруженијето и во иднина ќе ги пренесува ставовите на Сдруженијето за секторот градежништво. Поверете, господин Серафимовски. Благодарам. Најнапред да ви посакам добар ден и да ви се заблагодарам на присуството на денешниот прес. Би сакале на денешниот прес малце да дадем осврт за периодот од 9 месеци на работењето на градежништвото во нашата република. Тоа на некој начин да го согледаме врз база на искуствата кои ги имаме како здружение, на финансиските податоци со кои располагаме, на статистичките податоци и малце да се осврнеме кон законската регулатива, се она што е преземено и што се очекува во наредната година, како и планот на тоа што очекуваме од градежништвото до крајот на новата година и во 2018 година. Најнапред би се осврнале кон резултатите од работењето на компаниите во првите 9 месеци. По согледување на резултатите од финансиското работење на компаниите, согласно официјални податоци кои имаме и интерни податоци од нашето здружение, од членките од нашето здружение, можеме да кажеме и да констатираме дека последиците од политичката криза, за кои што последици на повеќе пати предупредувавме и посочувавме, почнаа да се чувствуваат во голема мерка во градежништвото. Посебна импликација имаат овие последици во градежништвото како сектор, согласно на тоа дека градежништвото во последните години беше главен двигател на економијата на Република Македонија и главен причинител на високиот пораз на бруто домашниот производ. Долготрајното предавање на власта е една од по нас суштинските и главните причини од која произнесе целокупна оваа ситуација која имаме во нашата држава. Големата неизвестност во голема мерка се одрази и врз работењето на државната администрација. Проблемите речиси да не се решаваа. Имавме големи застои во работењето на градежните компании. Постоја административни пречки во донесување на одлуки и решенија, посебно во деловите кои имаа финансиска импликација кон проектите, било тоа во негативна или позитивна смисла. Додека пак доспеаните обврски не се исплаќаа редовно и се исплаќаа со големи задоснувања. На наведените причини највеќе допринесува кон стагнација на работењето во одредени сектори од градежништвото, при што се евидентира и намалена градежна активност на самите компании. Имајќи во предвид дека владата на Република Македонија и општините се главни инвеститори и се главни на капиталните објекти, можеме да кажеме дека овие резултати не требаше да не изненадат. Уште еден битен фактор кој има големо влијание, посебно врз вредноста на изведените работи, е тоа што во изминатиот период имавме намалени активности во делот на јавните набавки. Значи, речиси да не се пропишува и не се дава најавен оглас нови јавни набавки, со тоа што тоа имаше голема импликација врз вредноста на изведба на работите. Горе наведените причини можеме да кажеме дека доведоа до една стагнација во одредени делови на градежништвото која се чувствува енормно и затоа би сакале да ги овие податоци кои ги посочивме, кои мислиме дека се главни причинители, поврземе со статистичките податоци кои ги имаме, а кои се објавени и кои се јавни. Можеме да кажеме дека во градежништвото во првите 8 месеци од оваа година, за разлика од минатата година, вредноста на договорените работи во градежништвото се за 5% поголеми во однос на минатата година. Значи, минатата година беа 71 милиарда денари, оваа година се 75 милиарда денари. Од друга страна пак, можеме да евидентираме дека има намалување во извршените градежни работи. И тоа за 21,2%. Што значи, или во некои поделни информации, ако сакаме да ги поделиме, 11 милиарди се извршени во нискоградбата, а 6 милиарди се извршени во високоградбата, значи вкупно 17 милиарди денари. Според податоците за издадени одобренија за градба, кои во првите 9 месеци издадени се 2345 одобренија за градба, што е за 2% помалце во однос на истиот период лани. Ако ги сублимираме сите овие податоци, можеме да кажеме дека интензитетот на градба, согласно договорените работи, не се намалува, но се намалува извршувањето на
на градежните компании, што е уште еден доказ дека во минатиот период од 9 месеци постоеле одредени причини за кои што не можеле да се извршат работите согласно планот и согласно потребите со кои што ги имала државата. Можеме да кажеме дека во странството се намалува обемот и на договорени и неизвршени работи, така по однос на договорените работи е намален за 16%, а извршените работи за 39% се намалени, за разлика од истиот период лани. Тоа највише можеме да кажеме како констатација дека извршените работи како македонски компании највеќе ги имавме на територијата на Босна и Херцеговина, тоест Република Српска, а таму голем дел од проектите привршија или се во завршна фаза. Затоа имаме и намален обем на изведени градежни работи во странство. Уште еден податок можеме да дадеме, а тоа е дека во Германија има договорени градежни работи од 3 милиони и извршени околу 1.600.000. Така да тоа се статистичките податоци кои мислиме дека даваат главна слика на тоа дека интензитетот на градба се намалува иако постои фронт за изведен. Да се осврнеме малку на статистички податоци по однос на индустријата на производство на градежни материјали, која за разлика од ова 9-месечие, за разлика од 9-месечието во минатата година е на исто равниште или има опаѓање само за 0,1%, кај вадењето на руда и камен зголемен интензитетот и се бележи зголемување од 4,1%, додека пат кај производството на други неметали имаме зголемување на индустријското производство од 13,2%. Како посебна тема по однос на овие статистички податоци би ги извели и тоа колку извезуваме, колку увезуваме од странство. Значи, ние годишно имаме некој интензитет финансиски извоз од 60 до 70 милиони евра, додека увозот на градежни материјали бележи неколку пати повеќе од извозот кој го вршиме. Посебно не загрижува фактот дека увезуваме во голема мерка материјали чие производство го имаме на нашата територија, тоа се цементот, тулите, одредени изолациони материјали. И само еден пример ќе наведам. Воопшто не се извезуваат тули, а увезуваме вредност на тули од прилика 5 милиони евра на годишно ниво. Така да за оваа тема ќе имаме додатна комплексна и детална информација од самата групација во скоп на нашето здружение во најкус можен период. По однос на статистички податоци и интензитет и финансиски резултати, тоа би имале да понапоменеме, се друго би оставиле после простор за прашања. Би сакале малку да се осврнеме кон законската регулатива моментално и законот за градба и сите оние мерки што се преземаат и од страна на владата и она што го работиме ние како здружение за подобрување во овој сегмент. Така да би сакале да дадеме информација дека ние како здружение сме многу активни и соделуваме во однос на онаа најава дека ќе се менува законот за градба и ќе се вршат драстични промени, така да како здружение имавме повеќе состаноци со представници на владата, така да два пати се имаме сретата со министерот за транспорт господин Сугаревски, имавме средба кај вице-премиерот Кочо Анишев, имавме 3 средби со координаторот за процесот со кој што ќе се менуваат законот. Тоа се владата има концепција на промена на куп закони во кој влегува и законот за градба. Тука си законот за урбанистичко просторно планирање и јавни набавки, но нашата ориентација е да помогнеме со наши предлози и сугестии по однос на овој закон и законот за урбанистичко и просторно планирање во најголема мерка. И во понеделник имаме исто така најавена средба со представници од кабинетот на премиерот, која ќе се одржи во нашата просторија, така да активно учествуваме и активно во текст сме со сите оние поставки кои ги спроведува владата и координативни тела кои се назначени од владата, а по однос на измена на закон за градба. По наши информации ќе имаме 2 етапи во измена на законот за градба, таа ќе биде една брза етапа со која што ќе се суштински сменат само оние работи кои би можеле во брзо време да се сменат и кои што ќе овозможат непречен тек на градежништвото во едни подобри услови, а ќе имаме и детална промена на законот за градба која ќе се одвива во некој поголем период. Така да го имаме тоа како информација и соделуваме. Можеме да кажеме дека ние како здружение уште со години работиме на подобрување на законската регулатива, пошто цениме дека со подобрување на законската регулатива
ќе овозможиме на нашите членки компании подобри услови во кои би екзистирале со тоа што би работеле во исто време и поквалитетно и финансиски подобро. Така да со години веќе овој процес го следиме, соделуваме и знаеме што би сакале се за да подобриме климата во кој што работат компаниите членки на нашето здружение. Активно ќе учествуваме во овие промени и апелираме уште еднаш за што поскоро усвојување на одредени измени во Законот за градба, се заради подобри услови за кои што би екзистирале компаниите на ова поднебе. Прогнози и очекувања од Сдруженијето, следејќи го теркот и следејќи ги активностите, така и финансиските резултати од првите 9 месеци од работењето на нашите компании, мислиме дека тој тренд ќе се задржи до крајот на годината, не очекуваме големи промени. Со тоа што се надеваме дека на почетокот на 2018 година, согласно најавениот буџет и најавените инвестиции, како и согласно тоа дека више би требало да се стабилизира политичката состојба, затоа што више повеќе бизнисот не може да трпи потреси. Цениме дека 2018 и очекуваме дека ќе биде подобра година за градежништвото и ќе се врати градежништвото на оние стари текови, кај што беше главен двигател на економијата и причинител на високиот пораст на бруто домашниот производ.